playing guitar. Just made a wish on this throne. Познатиот джез гитарист Владимир Василевски Четкар ја најави својата азиска турнеја. Азиската турнеја ќе започне на 13 септември 2016 година и ќе трае се до март 2017. Оваа турнеја е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Мене ми е посебно драго што денеска заедно со Владимир Василевски Четкар имаме можност да ја најавиме неговата огромна, голема азиска турнеја, која што со поддршка на Министерството за култура ќе ја реализира оваа година, почнувајќи од септември, значи 2016 година до март 2017 година. Низ оваа голема азиска турнеја ќе бидат офатени некои од најголемите джез фестивали и джез клубови и тоа во Хонг Конг, Кина, Тајланд, Јужна Кореја, Јапонија, Малезија, Индонезија. Исто сакам да информирам дека и како што добив денеска информација, значи веќе на 18 март ќе одржи и концерт и тоа во Америка, на Манхетен, во Њујорк, каде што настапувале голем број на светски имиња како Принц, Висперс, Шака Кан, Инкогнито, Колинс и многу други. Јас се надевам дека навистина успешно ќе се реализира оваа турнеја. Јас сум работел сам до сега цел живот. И како што спомна, места како Blue Note, BB King сум настапил, во Blue Note сум настапил 7 пати, секоја година поред. Тоа било и други места како Soho Jazz Club во Лондон, Ziget фестивал во Будимпешта и многу други фестивали или клубови. И сепак далечниот исток е многу тешко да се донесе еден цел бенд. Дали ќе одам како помал состав, квартет или септет, тоа ќе зависи од нормално повеќе фактори. Меѓутоа, поддршка даваат и фестивалите, но никогаш не е доволна да се самите уметници испочитуваат и да настапат како им доликува, доколку не застане една сериозна институција како Министерството за култура за тој проект да го помогне, да ги помогне трошоците, патните трошоци и тие сите делови од кои се без неизбежни за една таква турнеја. За мене стално било важело дека најлесно е дома да настапаш, од аспект дека најпријатно е, бидејќи тука ти се пријателите, семејството, твојот менталитет е присутен, додека надвор е многу битно да си присутен во клубови како што ги спомнавме Iridium во Манхетен или Blue Note или BB King кај што ќе свирам 18, бидејќи тука свирале твоите идоли и се уште свират твоите идоли секојдневно. И јас многу ми е битна и таму поддршката од нашите луѓе, меѓутоа многу ми е битна представувањето пред странската публика или новинари кои ќе се присутни, бидејќи тогаш ти свириш со твоите идоли, тие ти се конкуренција, тоа ниво кој пред малку го свирале Crusaders на истата сцена, сега ти треба да го или McCoy Tyner, зависи која музика се свирало пред тебе, кој жанр. Тоа е ниво и бар кој тие го постигнале и ти после мора да го задржиш тоа ниво. Тоа е голем стрес, позитивен стрес, бидејќи те мотивира да си стално во форма, стално да се така да би рекол дека поотпуштен сум стално од дома, бидејќи поинаку е. Попријатно е нормално да си меѓу твоите неголи надвор, меѓутоа таму исто голема гордост да се представи државата.